Кочани не може економски да им парира не само на еднаквите, туку и на општините што се далеку помали од него. Стопанскиот чекор на Кочани изгуби и долги години резервираното второ место во источниот регион. Сега пред Кочани се Виница и Пробиштип, а според анализите на Фактор, дури и Македонска Каменица. Што за ова вели градоначалникот Николчо Илиев. Во овој момент она што можам јас да го качам дека на вистина една од гранките која бележеше голем број на вработени и која учествуваше во извозот и во растот на економијата во Кочани, за жал, како и во цела држава, така и во Кочани бележи стагнација, односно опаѓање. Тоа е конфекциите кои што на вистина се соочуваат со огромни потешкоти, огромни проблеми. Првин проблемот се во недостатокот на квалификувана работна сила. Дека стопанството и економијата не се добри, најдобри сведоци се граѓаните. Економијата е за никаде, бе, дечка. А работни места видиш дека нема, испобегаа младите. И платите да се качат на вработените, да бидат осигурани, не така на диво да ги прогонуваа. Тие што може да работат продолжено работно време, бидејќи имаа мали пензии, треба да работат. Па повише гледат за нив, а не за народот, разбираш, тоа е. Па треба побргу, а сега како се развива и тоа не сум толку запознаено. Мислам дека се развива и дека има доста фирми што се отворени. Да се развива, да се отварат нови работни места за младите, да има повише просперитет во градот, а вака градот е запустен, половин град го нема. Мислам дека кои повеќе гледат за себе, него што гледат за народот. Лошиот економски ефект во Кочани доаѓа поради фактот што во општината има само една компанија која продуцира поголеми економски показатели. Тоа е најголемиот работодавач Амфенол. Оваа странска фирма произведува електроделови и елементи за автомобилската индустрија. И лани наплатила 70 милиони евра, од кои добивка се 3,6 милиони евра. Втора според приходите е локалната фирма Техком, која се занимава со градежништво и има убедливо најголем приход во Кочани. Цели 7,8 милиони евра и грандиозни 1,9 милиони евра профит. Нешто што исто така го нема ниту една друга фирма во Кочани. На третото место и понатаму добро и мирно плива фирмата на поранешниот кочански градоначалник Радко Димитров. Дал не дал, Пари Димитров по рекет неговата фирма лани избројала 4,4 милиони евра приход и добивка од 227.000 евра. Веднаш до Европа 92 на цврсти темели стои фирмата на сегашниот градоначалник на Кочани Николчо Илиев Ината Трейд. Фирмата на Илиев лани уприходила 4,2 милиони евра, а за располагање како профит останале 119.000 евра. Иако фирмите на Димитров и Илиев се големи по приход и со звучни имиња, сепак книговодствено поефикасен од нив е сопственикот на градежната фирма Стојменов Градба. Оваа фирма лани од работа наплатила 1,5 милиони евра, но и останал профит од 271.000 евра, што ја прави втора најпрофитабилна локална фирма во Кочани по Техком. Освен овие, во Кочани добро работат и компаниите Think Inox, Руен, Моневи, Генеск и Офис Експрес. Но финансиски податоци за нив не се обезбедени, поради што отсуствува и презентацијата на нивното финансиско работење. Со и без нив, констатацијата дека Кочани по овој основ го изгуби и второто место во регионот е истата, бидејќи бројките за него не се добри од многу аспекти. Имено, сите досега анализирани фирми имаат приход од околу 90 милиони евра, што е премалку за град со потенцијал, каков што има Кочани. За подсетување, Виница има над 140, Каменица над 100, а повеќе приходи од него имаат и компаниите од Пробиштип.